Изборот веќе го знаете и мислам дека секој во Македонија веќе може да одлучи дали сака да го гледа филмот кој се вртеше изминативе 7 години или ќе почнеме нов филм. Дали сака повторно да ги гледа сцените во кои гинат луѓе, а на крај кабелот е крив. Сцените во кои гинат луѓе, а на крај само возачот е крив. Сцените во кои полицајката е тепана, а на крај пајакот е крив. Сцените во кои насилници од Европскиот фронт на ДУИ и на СДСМ упаѓаат и тепаат во државна институција и влакно не им фали. Сцените со редици на граѓани кои погазени и гневни, со сати и денови чекаат за пасоши и за лични документи, а овие од Европскиот фронт делат пасоши на белосветски криминалци. Ете тоа е филмот што го гледавме во изминативе 7 години, почитувани браќа и сестри. Филмот во кој устата им беше полна за Европската Унија и за НАТО, а џеповите полни од крадење од сопствениот народ. Го зголемија јавниот долг на Македонија, создадоа нов долг од 3,8 милиарди евра и не задолжија за идните генерации. Заради СДС и ДУИ, секое семејство должи веќе по 8.000 евра повеќе. Зашто се потрошија парите на граѓаните и бизнисите? Доправа треба да има одговорност за таа работа. Македонија е помеѓу 10 земји со најголема стапка на криминал во Европа. Македонија е на врвот на листата во Европа според индексот на мизерија. Македонија е земја со најниски плати и пензии во Европа. Македонија тоне во корупција, а тоа го нотираат сите извештаи на меѓународните институции. Секој председател го завршува мандатот со еден детален извештај со кој што ќе потврди дека тоа што го ветил го реализирал. А што се однесува до дебатите за кои што вели дека бегале некои од големите партии, само да подсетам, на минатите избори сите дебати ги со мене ги изгуби. Нека одбере место, нека одбере простор, нека одбере формат, каде сака пак ќе го победам. Многу е тажно и во исто време поразително што единствената работа со која може Пендаровски да се пофали за својата работа како председател и која сам ја потенцира е дека не крадел. Замислете тоа што треба да биде нормала, една нормална вертикала во работењето на еден председател, Стево Пендаровски тоа го представува како исклучителен дострел во неговото функционирање како председател. Ама заборава Стево дека кога ја кажа оваа досетка во салата Борис Трајковски, која што изгради една од владите на ВМРО ДПМН, аплаудираа тие малкумина и се смеја кои што се уште го поддржуваат, ама еден молчеше, не аплаудираше. Тој знае што кажал Стево Пендаровски. Тој кажал дека во суштина 5 години ништо не направил, ама бидејќи ништо не направил, тогаш немал ни можност да краде. Ама тие кои му аплаудираат, кои што се дел од владата на СДСМ и ДУИ, биле лопови и крадели изминативе 6,5 година. Тоа лице кое што не аплаудираше се вика Миле Зечевич. Зошто Миле не аплаудираше? Затоа што знае Миле како му ја финансира кампањата на Стево Пендаровски со криминални тендери изминативе 6,5 години. Значи, Стево не крадел, ама кампањата му ја финансираат со украдени народни пари. Ете, тоа е опцијата која што денеска ни се нуди. Втората опција која што ја поддржуваат граѓаните, браќа и сестри, е опцијата која што ја представува професорката Гордана Силјановска-Давкова. Опцијата околу која се обедини коалицијата Твоја Македонија на чело со ВМРО ДПМН. Тоа е опцијата која што сака промени, за да Македонија не биде оплячкана, да не биде
понижена, омаловажена и клекната на колена, како што е сега. Ти на овој крстопат што си и сака светот да го промениш. Важно е, ти си клучот за се. Ти што имаш на